Белград, Истанбул, Милано, Виена, Атина. Ова се дел од најатрактивните дестинации што граѓаните ги избра за дочекот на новата година. Додека странски туристи доаѓаат во Македонија да дочекаат 2025-та на брегот на Охридското езеро, повеќето од македонските граѓани ги избра европските метрополи за новогодишниот дочек. Најчесто патуваат во најблиските дестинации, односно Будва, Атина и соседна Србија, но тука не изостануваат и подалечните Виена, Прага, Будимпешта, како и актуелната Романија, односно Букурешт и Темишвар, кои се доста актуелни дестинации изминативе години со многу пристапни цени. Во пониските понуди вклучени се од 2 до 3 ноќевања во апартмани, водич и превоз и изнесуваат од 50 до 100 евра. Повисоките понуди кои чинат над 250 евра вклучуваат од 3 до 5 ноќевања во хотел или хостел, автобуски превоз, појадок и водич. Оние кои што сакаат да патуваат, а немаат толку големи можности, ги одбираат овие поевтините, од 99 евра, 129 евра, додека пак другите кои што можат да си приуштат патување кое што е поскапо, уплаќаат и аранжмани од 200, 250 до 300 евра. Дел од граѓаните најлудата новогодишна ноќ ќе поминат во домашна атмосфера со блиските и пријателите. Домашна атмосфера, да. Спремате нешто? Па спремаме секоја стандардно, секоја година истото. На журка. Каде? Тука во Скопје. Со друштво. Тука во Скопје? Да, во Скопје. Не планираш недека надвор? Не. Според пресметките, за двајца да ја дочекаат новата година, надвор од земјава од својот буџет ќе треба да издвојат околу 1000 евра, но тоа најмногу зависи од дестинацијата. Од туристичките агенции велат дека имаат побарување и за поексклузивни аранжмани надвор од стариот континент.